Екселенции, дами и господа, дозволете ми најпрво да искажам мојата благодарност до неговото височество Емирот Хамад бин Калифа Ал Тани за поканата да учествувам на овој значаен форум. Развивањето на отворен диалог за сите прашања, поврзани со човековите права, еднакви можности, владење на правото и слободен проток на информации, ни овозможува да го почувствуваме пулсот на меѓународната заедница за значајни и актуелни теми во отворена дебата и да ги искажеме нашите ставови. Би сакал во оваа прилика да се задржам на безбедност и стабилноста, клучната тема која е предуслов за сите останати прашања. Почитувани, светот денес подеднакво ги споделува и придобивките и предизвиците на новото време. Во услови на растечка глобална меѓузависност не можеме и не сакаме веќе да функционираме како засебни, издвоени светови. Регионалната и глобалната безбедност, како и стабилноста, несомнено се заснуваат врз големена комуникација, но и споделена одговорност. Имајќи ја предвид ваквата меѓузависност, ќе се осврнам на состојбите за безбедноста во регионот на Југоисточна Европа, поширокиот европски регион и во светот, како и придонесот на Република Македонија кон градењето на општиот мировен процес. Безбедноста на европскиот континент е незамислива ако нема безбедност во Југоисточна Европа. Затоа историјата многу пати не посведочила. Без да навлегувам подлабоко во историјата, ќе посочам само еден факт, преку кој може да се долови целата слика. Последните вистински војни на европско тło, кои силно ја потресува меѓународната јавност, на крајот од минатиот век се водеа во Југоисточна Европа, на Балканот. Може би најпознатата и најкрвава беше војната во Босна и Херцеговина. Сега имаме нови околности. За прв пат во историјата на преминатото 20 во 21 век во сите земји од нашиот регион имаме демократски избрани влади. И покрај тоа не се целосно искоренети ризиците по безбедност и стабилноста во регионот. Се уште има прашања кои се сложени, кои ги оптоваруваат односите и создаваат загриженост. Сето ова бара будност, внимание и посветеност кај сите. А излезот, решението, верувајте, не е толку сложено, само бара визија и решителност. Наместо статус-кво состојба, потребна е брза интеграција на сите балкански држави во европските и евроатлантските структури. Европската и евроатлантската идеја се тие кои ги движат општествата во посакуваниот правец кон просперитет и благосостојба. Тие не упатуваат на тесна билатерална и регионална соработка, и тоа во области кои до пред само 100 години беа незамисливи. Тоа е концептот на Пакс Европана, концепт за отворен простор. Тоа е и мојата визија за Република Македонија и за целиот регион. Впрочем, тоа е визија на градителите на европското обединување. Ние сме на иста линија. Само така Југоисточна Европа ќе го најде своето вистинско место во системите на колективна безбедност и одбрана. Само така Европа ќе биде вистински стабилна. Почитувани, Република Македонија има што да каже на оваа тема. Ние посветено преземаме низа конкретни активности за унапредување на безбедноста и стабилноста во регионот. Во таа наша определба се водиме од сваќањето дека безбедноста започнува со средување на сопствениот двор. Свесни сме дека стабилноста започнува дома. А без македонска безбедност и стабилноста на Балканот во Југоисточна Европа е тешко замислива. Република Македонија како мултиетничка, мултиконфесионална и мултијазична средина со текот на времето создаде еден специфичен модел на соживот. Посветуваме огромно внимание, време и енергија во градење на македонскиот модел на интеграција. Инклузивниот модел на интеграција без асимилација, кој денес представува вистински предизвик за многу држави, во Република Македонија е реалност. Тоа е еден од темелите на нашата безбедност, стабилност и економски просперитет, бидејќи создава поволни услови за градење на внатрешен мир, но и доверба со соседите. Тоа е нашиот придонес кон регионалната и европската стабилност. Во Македонија 20 на
етнички и национални заедници ги уживаат сите права и слободи познати во денешнината. И ние секојдневно го надградуваме и го совршуваме овој свој модел. Со ова Република Македонија во еден невралгичен регион создава безбедност. Тоа е најголемата сила на Република Македонија. Впрочем, убеден сум дека македонскиот модел е моделот на иднина. Сигурен сум дека помладите генерации ќе можат да бидат сведоци на оваа теза. Затоа, подготвени сме да ги споделиме со сите македонските искуства и придобивки. Почитувани, негувањето и градењето на добрите односи со соседите е уште еден наш придонесот кон мирот во регионот. Ние признавме соседната држава Република Косово и воспоставивме дипломатски односи, со што направивме чекор во градење на блиски, коректни и функционални меѓусоседски односи. Со демаркација на северната граница со Косово решивме едно крупно безбедносно прашање. Колку е суштествено тоа покажува и фактот што ние сме единствена држава од поранешна Југославија со целосно затворени прашања на границите. Ваквите прашања се уште ги оптоваруваат односите меѓу државите, но само во нашиот регион. Овие три позитивни чекори се конкретен македонски придонес кон безбедноста и стабилноста на регионот. Но ова слика нема да биде комплетна ако не дополнам дека со иста посветеност и внимание ги градиме односите и со Србија. И не само со овие соседи, туку со сите. Градењето на безбедноста на Југоисточна Европа ќе биде поуспешно со проширувањето на зоната на мирот во Европа, преку проширувањето на НАТО и Европската Унија. За постојање на соработка во безбедноста неопходно е да постои стремеж за заедничка иднина. Таков стремеж постои меѓу балканските држави. Таков стремеж постои во мојата земја и меѓу моите сограѓани. Свесни сме дека денес, за да се грижиме за сопствената безбедност, неопходно е да ја земеме предвид безбедноста на другите. Затоа учествуваме во мировната мисија на Европската Унија во Босна и Херцеговина во мисијата Алтеа. Со тоа придонесуваме кон европската безбедност и одбранбена политика и кон регионалниот мир и стабилноста. Почитувани, за да биде одржива безбедноста треба да биде сеопфатна. Треба да ја гарантира добробитта и на поединецот и на општеството, и на државата, и на меѓународната заедница. Светот се менува, треба и ние да се менуваме со него. Порано просторот ни го одземаше времето, а денес веќе не. Територијата го губи значењето бидејќи светот станува се повеќе равен. Тоа отвора нови можности и нови предизвици. Предизвици на новото време. Глобалниот тероризам, пролиферацијата на оружја за масовно уништување, меѓународниот организиран криминал, нелегалната трговија со дрога и луѓе представуваат закана за сите нас. Мирот и безбедноста секојдневно се нарушуваат во одредени региони во светот. Се суочуваме со стари замрзнати конфликти, но и со серија на нови настани и тензии во неколку региони во светот. И сето тоа се одразува на глобалната безбедност. Денешните глобални закани барат и глобален одговор. Свесни сме дека непоредокот во Авганистан шири реални ризици и вон границите на таа земја. Свесни сме дека ризиците од тој регион се реални и за Европа и за Балканот. Затоа ние инвестираме во нашата и во европската безбедност. Затоа Република Македонија ги стави на располагање своите мировници за одбрана на вредностите на слободата и демократијата. Со активно учество во мировната мисија Македонија се однесува како де факто да е член на НАТО алијансата. Почитувани, придонесот на Македонија е повеќе слоен. Македонија придонесува кон безбедност и стабилноста на субрегионално, регионално и глобално ниво. Тоа го прави преку градење и промовирање на својот модел на мултиетнички соживот. Тоа го чини со афирмирање на диалогот меѓу луѓето, културите и религиите, како најсигурниот ненасилен пат до мирот. Диалогот кој го потикнуваме преку организирање на конференцијата Диалог меѓу цивилизациите токму во Охрид, во Македонија, за што сме благодарни на државата Катар во сесредната поддршка за оваа конференција. Тоа е доказ дека во овие наши напори не сме сами. Напротив, имаме силна поддршка. На крај, дозволете ми да завршам со констатацијата дека развивајќи ги своите општества во духот на мирот и разбирањето, ние праќаме јасна порака. Светскиот мир зависи од сите нас. Светот денес по повеќе критериуми и по кој знае кој пат е повторно во една вонредна состојба.
светската економска криза, климатските промени, глобалните и регионалните безбедности предизвици, нетолеранцијата, отсуството на диалог се работи кои треба да ја обноват визијата за зголемена одговорност и соработка. Ви благодарам.